Почитувани, добар ден. Време е да започнеме со црвена линија. Великиот пост започнува по празникот Прочка и трае 7 недели до Великден, со цел духовно прочистување преку пост и простување. Нашите политичари се први во црква за празниците, но за постоење од функции, тендери и политички препокувања се уште чекаме чудо. На Прочка се простуваат многу работи и дали може народот да најде начин да им прости на политичарите. Секако ова е тоа за што ќе дискутираме, дали може народот во Македонија да најде начин да им прости на политичарите. А кога сме кај прашањата, секако ве потсетувам да не заследите на Инстаграм, ако не сте не заследиле досега, и секако на Инстаграм стори да кликнете и учествувате во денешната анкета. Црвена линија секојдневно објавува анкети, па така и денес ве прашуваме дали ќе постите за Великден и дали ќе простите за Прочка. Две опции за одговор: да, не кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор, а секако резултатите следуваат таму некаде по рекламите, кога ги сумираме во проценти и ги објавуваме. Ќе бидат објавени секако и на Инстаграм стори. Потсетувам, се што ви треба на Инстаграм е профилот на Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. Кога сме веќе кај социјалните медиуми, да ве потсетам да не заследите и на Фејсбук. Тоа значи дека Црвена линија дава секогаш можност до гледачите и оние кои што сакаат не само интерактивно преку директно вклучување во живо да дадат своји одговори и да ги споделат ставовите со гледачите, секако ве потсетуваме да не заследите и на Фејсбук. Значи, она што ви треба е профилот на Црвена линија и секако и таму е поставено прашање на кое што можете да учествувате со тоа што ќе одговарате преку коментари. Па еве, полека, секогаш зависиме и од брзината на интернетот, но сосема е доволно одминато време за да ви покажеме како изгледаме на Фејсбук. Еве фотографијата, секако и прашањето. На кој политичар во Македонија не би му простиле никогаш, дури ниту за Прочка? Пишувајте коментари, пристигаат и првите, секако ќе ги читаме како одговори се разбираме и вклучувањето на гледачите. Па ајде, почитувани, во пресрет на големиот празник Прочка да проговориме за простувањето и секако еве да слушнеме од вас на кој политичар еве прво во Македонија не би му простиле никогаш, дури ни на Прочка, и дали може воопшто народот во Македонија да најде начин и да прости на политичарите. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте. Поздрав и до вас, вака. На кој политичар би му простиле? На сите би им простиле. Просто овој да ти биде простено, него и они за нас да направат нешто. Кога ви беше тоа за авионот, за буџетот, нели, дека парите да... Има само на тоа да се надоврзам за темава предвадена, која беше во петокот ли... Не, во средата, извинете. Значи, со тој буџет од авионот, ако може да се направат реформи во здравството и да се отвори АО докторете, за да им простиме на министрите од здравство, толку имам да кажам. Еве, дали ќе постите за Великден и дали ќе простите за Прочка? Да. Како рековте, дали ќе постам за Великден? Да, бидејќи следуваат по Прочка, нели, големите великденски пости. Ги постам тие денови кога, нели, последната седмица. Иначе цели пости не, а за Прочка нормално прости, за да ти е простено, така рекол и Господ. Така. Ако е тоа, се благодарам за вклучување. Тоа е се, пак ќе кажам, за буџетот да се одвои за здравство и за, а не за авиони. Така, благодарам многу и за докторе. Така, благодарам многу за учеството со вас и ја отвараме оваа Црвена линија. И секако, почитувани, една напомена до оние кои што можеби за прв пат ќе се вклучите во Црвена линија, секако сте добре дојдени и ќе ни биде многу драго да ви имаме како такви. Имајте на умо технички аспект од кога ќе го завртите нашиот број 023070005, целосно да го намалите и тонот на ТВ приемникот и не користете интерфон, спикерфон во излагањето.
вклучувањето. 90 секунди се предвидени како време траење за едно вклучување, така да од таа причина и тајмерот го објавуваме на екраните за да можете да го координирате вашето јавување, но и сте добре додени повторно секако за нови 90 секунди. Добар ден. Добар ден, Тина. Господине Романа, кој политичар во Македонија не би му простиле никогаш дури ни на прочка? На Зајко, Кукурајко. Не му простава. Зашто јас сум македонец. И ова држава е Македонија. Ако сакат на север, тој нека од Сибир, таму нека замрзнат. А дали може, еве ми се чини, се извинувам, дали ме слушате, се извинувам, дали може народот во Македонија да најде начин и да им прости на политичарите? На некој политичар може да му прости, а на Зајко никако. Добро, Зашто ние сме македонци. Најстара држава на светот е Македонија. Само сонцето е поставено од Македонија. Добро, ајде сега и на ова да ми одговорите, дали сега кога ќе постите за Великденскиот пост и дали ќе простувате на денот прочка? Не за простувањето на секој, не некој ќе простам, а на Зајко никогаш. А за постојањето не е важно. Постојањето важно е да поштуваш луѓето. А постот е друга работа. Каква работа е постот, еве, според вас? Постот секој нема да пости, тако е болен нема да пости. Ако имат болест. Ја не знам да постам. Ја имам проблем со здравјето. Добро. Поздрав од Ровен Биџево. Поздрав и до сите оние кои што преку вас наследат во Биџево. А ние продолжуваме понатаму, секако за вас кои што малку подоцна се вклучивте, подсетување дека во православната традиција Великденските пости, Великденскиот пост започнуваат по празникот Прочка и траат 7 недели се до празникот Великден. Овој период е најдолгиот и најстрогиот пост во годината и има духовна цел, прочистување преку воздржување, молитва, покаяние, но и простување. Нашите политичари се први во црква кога се големите христијански празници, редовни на литургија. За постање од функции, тендери, политички препукувања и дневна доза навреди се уште чекаме чудо. Во недела е Прочка, ќе треба многу работи да се простат. Има многу работи за простување. Некои гревови се лични, некои политички, а некои толку долготрајни што бараат повеќе годишен пост од сите досегашни власти. На Прочка се простуваат многу работи. Дали може народот, еве според вас, да најде начини и да им прости на политичарите? Добар ден. Ало. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Тина Маријана е. Поздрав Сакам до вас. да ве поздравам, темата е супер. Меѓутоа, да ви кажам дека народот може да прости на некој од политичарите, доколку Ве слушаме, продолжете си. Доколку остават добри дела. Меѓутоа, ја не гледам дека некои оставиле добри дела. Не работат за народот, гледаат само свој интерес, така да ни здравство, ни образование, ништо не ни функционира, а камо ли нешто друго, да не кажеме. Пред се немаме превоз во градовите, јавен, не знам како. А највише нема да им простиме на оние што не ја оплячка државата. Затоа народот треба да помисли кога ќе прости некому. Имајте убав ден. И во однос на тоа ви се чини ли дека како народ ќе дочекаме чудо, па политичарите да почнат да постат од функции, тендери, секако меѓусебни политички препукувања? Тоа може само да се појават во црква, а да не направат ништо друго. После додат на нивните. Така, голема благодарност, Маријана, за вклучувањето. Секако останете и продолжете да не следите и понатаму, бидејќи ние како црвена линија
И понатаму сме отворени за нови вклучувања. Ве потсетувам се што ви треба и профилот на Facebook на Црвена линија, како и профилот на Телма телевизија, каде што паралелно е објавена темата, да учествувате и преку коментари, особено ако така ви е полесно или едноставно не можете да не добиете на нашиот добро познат број 02307 005. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Сите ме вики Тина е сестрам. Може. Кој е на линија? Слушам два гласа. Добар ден. Тинче. Добар ден, Баба Руска ли е тоа? Да, Баба Руска е ова. Сега да те прашам одма. Димитар што го доби тоа сега денеска. Дали може ја да го користам? Драга почитувана, сега кога ќе се слушнеме од понеделник во терминот наменет за гледачите и корисниците на Заврти на Телма, а сега во секундите јас ве замолувам еве да ми откриете, да речеме, на кој политичар во Македонија не би му простиле никогаш, па дури ниту за прочка. Одма ќе ти кажам, Тинче. Одма ќе ти кажам. Ти им простам другата прочка до другата година. Ако вратат све се украле, и јас ќе се јавам и ќе простам. А ако не вратат, никак проска нема да земат. Тоа е од мене. Дали ви се чини дека и политичарите ќе почнат да постат од функции, од тендери, сега Да, кога... ќе постат со криминалите, ќе постат. А ја ќе ти кажам дека ја никак не постам, а на никого зло не правам, па сега не знам дали сум права или не сум. Добро. Јас не постам никак. Еве... Не приче за сум земала, ни постам. У црква свирам на Великден, на слава, на тие главните. А другите си работам на нива. Благодарам многу, господја Руска, за јавувањето и секако се што е врзано од аспект на емисијата Заврти на Телма, секако во понеделник ќе се консултираме и слушнеме. Денеска во Црвена линија телефонскиот број се користи за да ги слушнеме одговорите на нашите денешни прашања. 02307 005 е телефонот кој што треба да го завртите и секако да ни одговорите на кој политичар во Македонија не би му простиле никогаш, па дури ниту на прочка, и дали воопшто може народот во Македонија и да најде начин и да им прости на политичарите. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Ме слушате, Тина, така? Да, повелете. Вака. Значи, јас би му простил на оној политичар кој што ќе каже добро, односно кој што ќе го сака и ќе му помага на земјоделецот, на работникот, на сиромасите, на изнемоштените и болните. Ама таков политичар јас не гледам и затоа на никој нема да му простам. Или во спротивна контација би му простил на сите политичари да крадат дупло повеќе од сега што крадат. Ете тоа. Дали ви се чини... Они сами ќе си простат, ќе одат во црква, ќе се исповедат таму пред иконите, за тоа што го прават према народот, и значи... Дали сте се уште на линија? Што рековте? Не, вас ве слушаме. Рековте ќе се исповедат и... Доискажете се, ве молам. Молим? Ве чекаме да се доискажете. Еве ќе ви помогнам. Кажете ми, дали ќе доживееме чудо да видиме да политичарите постат од функции, од тендери и од политички препукувања? Не знам што се случува со гледачот и тоа зошто на среде не можеше да не слуша, но како и да, еве, за да немаме никакви пречки во однос на конектирањето и секако вашето излагање да биде безпрекорно и веднаш штом ќе ве вклучат, ве молам секогаш имајте на ум да е намален целосно тонот на телевизорот. Не користете интерфони, спикерфони, бидејќи и сето тоа може да направи да не се слушнеме онака како што треба, тоа е јасно и гласно. А ние понатаму ве прашуваме на кој политичар во Македонија не би му простиле дури ниту на прочка. И дали може народот во Македонија да најде начин и да им прости на политичарите? Добар ден.
Дали се слушаме? Добар ден. Ја не би му простил на Зоран Заеви и Ахмети и сите од ДУИ и од СДС, пошто државата да пусти народот. Ало? Да, продолжете, ве слушаме внимателно. И за тоа Дани нема простувам никогаш. Вашо го направија минатите години. А ви се чини ли дека народот во Македонија може да најде начини да им прости на политичарите? Може. Навија сега што се неко трагна, на непростено ќе му биде. Але ако тера, тоа што поубаво. Да ги стегнат, да ги вратат парите. Тоа го направат, има да му простојни цел живот на Мицкоски. А ви се чини ли дека политичарите би се одлучиле за пост од функција, од тендери и политички препукувања меѓу себе? Тешко за тоа. Зошто е тешко да се пости од функција? Да земат, а не да дадат. Така, зошто е според вас толку тешко да се пости од функција, тендер, меѓусебни препукувања? Како? Според вас, зошто би им било толку тешко да не можат да постат во однос на функции, тендери и меѓусебни? Ама така се навикнати. Тоа е влезено у крвта му, влезено и нема така как влегол така че тера. Така, благодарам. Крвта му е влезено за да взимат. Така, благодарам многу за одговорите и учеството. Почитувани, ве подсетувам, бидете активни на Facebook, пристигаат коментари, тоа е добро, така да еве сите сте поканети, секако во ово издание на Црвена линија. Ве прашуваме дали ви се чини дека може народот воопшто и да најде начин да им прости на политичарите во Македонија и на кој политичар во Македонија не би му простиле никогаш, па дури ниту на прочка. Добар ден. Здраво. Здраво. Слушаме? Одлично, повелете. Добро, ја малку пригушено тебе да слушам, але и тоа е. Јас одлично, повелете. Окей. А по чему да им простиме? Зашто да им простиме? Па тие ништо не сгрешиле? Грешката е во нас. Во тебе, во мене, во моја невеста тукаше до мене. Тука е грешката, ние идеме тамо на избори и кружиме со тоа пенкалцето, ставаме кругче за овој ќе биде победникот, мојот конј за трка. И тука е капиталната грешка. Ја не гледам друга грешка. Овие уживаат и треба да уживаат. Така треба да секундарникот не ти куца. Не куца секундарникот, не знам, еве во режија ќе ги опоменеме дека ни не достига тајмерот, но еве ви се чини, ете го, но сега еве и да ве прашам ова, ви се чини ли дека некогаш ќе доживееме чудо да политичарите постат од функција, тендери, меѓусебни препукувања? Види вака, чудо ќе доживееме, имаше еден филм порано со еден италијански стар глумец, Тото го вика. Чудо во Милано се викаше филмот. Поред некој авторско дело беше снимен, така да во тоа време многу актуелен, таму 50-ти години. И таму исто ти италијанците, до толку политичарите ги дотерале обичните граѓани до богатство, значи толку јако богатство доживеале италијанците, што на крај морале дури и жаби да јадат, мачки по улиците што ќе начекале куќиња. До тој степен биле толку збогатени од нивните функционери и политичари италијански. Така да и ние идеме у тој правец. Така да од чудо во Милано ќе биде чудо во Шкуп или во Скопје. Ајде, поздрав, пријатно. Благодарам многу за вклучувањето и секако за споделеното со гледачите. Инаку, ние продолжуваме и понатаму со вас, еве, со оглед на тоа што гледачот го спомна филмот Чудо во Милано, еве како изгледа завршената сцена на овој филм. Од 1951 година, кога сме кај чуда, ви се чинили дека ќе доживееме чудо, да политичарите започнат со пост од функција, од тендери, секако да постат, односно да не влегуваат во меѓусебни политички препукувања. Добар ден.
Ало, добар ден, Тинче. Поздрав до вас. Голем поздрав до Телма. Благодарам. Сакам да ви го честитам, мислим, празникот, Прочка. Благодарам многу. Да ви биде се убаво од понеделник. Мислим, овие другите почињат од денеска. Ние православните од понеделник. Среќа да имамо сите. Вака, Тинче, да ти кажем, политичарите да беа малце паметни, немаше Македонија до овај степен да го докарат. Никад нема да ни простимо, поготово ние стечајците, што не оставија без пари, што ни затворија фабрики, што не ни доприноси, плати, да кријат пари под зидови, да прават чуда, а ние по улиците да се чудимо како да преживеемо, како деца да ранимо, како не малтретират од едно место на друго, неосигурани, идеш социјално тражиш, па не ти дават социјално, па имаш ли кола, па имаш ли овој. Тоа е било такво, никад нема да ни се опрости на политичарите, ама никад, поготово овие стечајците, они толку станаа себични, толку станаа само за нив. Како беше тој, извини малце ти га кажем, сите га зборат, стани курто да седне мурто, тој направија нашите политичари. Арно не ги е грезва овај народ, па сек више е Прочки, па Господ гледал да сгоре, па деки не идат душите, бар малце да се освестат, од порано Тинче криеше, а пари баби, ама криеше да си имат, нели? И некој детенце тражило пари под јастук, чувале парите, бабче дај ми пари да си купим политанка, не вика овој бабо, твојата политанка под јастук, значи не е мало пари па са криле. А овие сега од пари не знаат што да прават, никад нема да ни се опрости, но нек се живи и здрави, Господ малку да ги озгоре чекне, па да... Благодарност за учеството во црвена линија. Тајмерот го имаме, така да на 90-та секунда се исклучува. Благодарност до госпоѓата која што и редовно не следи и редовно е активна во црвена линија. Охрабруваме доколку секако сака да се надополни, секогаш е добре дојдена. Ајде да видиме како пишуваат оние кои што не следат на Facebook, заследете црвена линија профилот на нашето издание и секако не заборавајте да го заследите и профилот на Телма телевизија. Еве, прашуваме на кој политичар во Македонија не би му простиле никогаш, дури ни на Прочка. Тихи Дон напиша: на сите што ќе постат, нека Бог им дари сила да издржат. Колку што истражува околу оваа тема, правилен пост е 40 дена без никаква храна. Тоа само Бог може да го изведе. За обичните луѓе е препорачливо барем еден ден без внесена храна. Народот постојано им простува на политичарите, оти си ги гласа едните исти во круг, а политичарите постојано, ова ќе го исклучиме, во здрав мозок и но секој ќе си го плати својот цех кога тогаш. Благодарност до Тихи Дон, но и добро еве што прескокнавме збор и тоа нека биде напомена, бидејќи еве горе-долу навистина сите оние кои што учествувате во црвена линија, драго ми е го почитувате нашиот етички код, а тоа е секако да се држиме до културата и нивото. Неретко се случува да бидеме испровоцирани, гневни, но тоа не значи дека треба да отстапиме од нивото, односно секако во излагањето да употребуваме пцости, вулгарни зборови и секако не говор на омраза, говор кој што алудира на насилство. И тоа ќе ве замолам особено и во излагањето во живот да го почитуваме како такво, бидејќи црвената линија тогаш се вклучува и ве исклучува, а особено не и во коментарите, бидејќи навистина би сакале секој еден коментар да биде прочитан и споделен со гледачите во живо. Добар ден. Ало. Здраво. Поштовање, госпожа Тина. Огромна почит до вас. На кој политичар не би му простиле ниту на Прочка? Полека ќе дојдеме до тоа што рековте културен народ. Пошто сме културен народ 35 години, овие политичари не пикна во хаос, во тотален хаос, во сиромаштија не ставија. Интересна тема, значи верско-политичка и шегобина. Зашто верска тема? Прочка. Па на кого да му простиме? Тие се све неверници политичарите. Да беа верници до ова дереđe Македонија и овој народ нема да го донесеа. Политичка. Све се тоа лопови, крадачи, значи немај каде. На кого да му прости? А шегобина, што викаш, дали да му простиме на овој? На кого да му прости? Тие не заслужиле. А најпоки нема да му простам. На Груевски. Зашто? Затоа што 2001 година тие терористи што го тепа македонскиот народ ги пикна во владата, од тогаш Македонија почна надоле доди. Ахмети што
Се ги пикна тие неписмени во тие институции. Да не навредуваме. Слушајте ме, имам едно прашање до вас, ве молам. Не навредувам. Послушај не навредувам. Дали ви се чини дека еве народот може и да доживее чудо од политичарите, да почнат да постат од функција, од тендери? Уште поќе ќе тони, затоа рекош ќе го би на тендери. Тие ќе си терат, ние дојка сне мирен народ, што рече ти љубазен, вака ќе ни играат. На кога да му простиме? Све се тоа лопови. Биде ми поздравена све. Благодарам за учеството. Подсетувам, колку и да сме гневни, внимавајте секако навредливите зборови не сакаме да бидат причина за да прекине вашето излагање, а ќе бидат секогаш бидејќи тоа е правилото на црвена линија. Благодарам за учеството, за одговорите. Продолжуваме со вас. Дали еве ви се чини дека народот во Македонија може да најде начин да им прости на политичарите и на кој политичар во Македонија не би му простиле ниту за прочка? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Македонија. Дали се слушаме добро? Јас сум во програма. Да, господине Тале, вие ли сте? Секој православен христијанин треба да простува. Они кои се може немаат врска со православие, нема да простат, така? Јас им простувам на сите наши македонски политичари кои бараат прошка од мене и од нашиот македонски народ. Ама кои искрено се кајат и бараат прошка и кои би се поправиле. Но Ведачов пред мене, тој не им простува на тие што убиваја македонци во СФРЈ, Тито и другите што убива наши автомци, нив не им замерува. Ако убиваат и македонци, така? Автомци, нели, патриоти во СФРЈ. Вака сега, застанете. Да не ги коментираме другите гледачи. Во истиот момент ќе ве прекинам. Слушајте ме, дадете ми одговор. Ви се чини ли дека може да дочекаме чудо политичарите да постат од функции, од тендери, од меѓусебни препукувања? Ми појде времето да кажам. Нека појде, одговорете на темата. Те разбрав, ми појде времето. Кристијан Мицковски, нашиот македонски премиер, кога црквата Свети Константин и Елена се осветуваше, премиерот наш македонски пристапи, се причести, чекаше ред, може 15 минути, се причести. Тоа е христијански чин. Имаме премиер кој се причести за радост на сите, но некои го мразат. Кој го сакат Тито убиецо. Ама не ќе ве исклучам. Еве зошто исклучуваме. Значи, ние сме многу конкретни. Јас не разбирам, господин Отали има толку јавување и вклучување и повторно имаме истата реторика, истото. Ве молам. Конкретно еве и поставив прашање, ќе видиме што ќе кажете останатите. Значи, дали ви се чини како народ дека ќе дочекаме и чудо да видиме политичари кои што постат од функции, од тендери, од меѓусебни препукувања. На кој политичар еве во Македонија не би му простиле ниту за прочка и секако дали ви се чини дека воопшто народот може да смогне и најде сила во Македонија да им прости на политичарите. Добар ден. Добар ден. Повелете. Не треби на никој политичар кој направи злодела, кој продал државава. Народите тие треба што направиле предавство да се обесат. Да се утапат на камени мост да се обесат. Внимавајте на говорот, нема деца не гледат, ве молам, продолжете. Внимавајте на зборовите. Македонија. Сите Ковачевски, сите што направиле злодела на државава, сите да се обесат. Ние ќе ве исклучите. Значи термини како обесат, убијат, не знам што се користите. Јас не знам зошто имаме толку гледачи кои што и те како поентираат и ја кажуваат својата целна мисла без да употребуваат вакви навредливи говор на насилство. Ве молам, не е тоа во интерес на политичарите, тоа е во интерес на целата публика која што следи црвена линија, а ние како црвена линија не отстапуваме со оглед на тоа што сме достапни и за малолетната публика. Така да ве молам. Јас ќе се заблагодарам на госпоѓата и ќе ја посета, може повторно да се вклучи, но секако без зборовите кои што, еве, во тоа спаѓа да бидеме поконкретни. Цости, навредливи зборови, вулгарности, говор на омраза, говор кој што алудира на насилство, на смрт и што и да е. Ве молам.
Добро ни одеше низ почетокот на цела оваа сезона. Колку и да сте гневни, бидете достоинствени и секако и како можете да поентирате без да ги употребиме лошите зборови. Добар ден. Добар ден. Убав ден, повелете, ве слушаме. Вака, ми сакам некој да ми прости, па ниту му простувам на некој. Значи, таа фарса не ја прифаќам како нешто значајно, значително. За мене то не е ништо. Прави добро, гледај да не грешиш и тоа е цела работа. Сега ако сгрешиш, постои зборот извини, пак ќе му се извиниш во моментот или другиот ден и се ќе биде во ред. А прочка, ниту сум простувал, ниту сум ја чекал, ниту сум, како да кажам, неам некој, поготово на власта. На власта немаше да му простам ова власт. Се извинувам, ве молам, имам едно прашање, дали ме слушате? Се извинувам. Ви се чинили дека народот ќе дочака чудо, па да постат политичарите од функции, тендери и меѓусебни политички препукувања? Политичарите си се фатират, народот се сиромаши, едвам турка крај до крај, почеток до крај на месецот, така да зошто ако дали постои политичар за да му се прости? Јас мислам таков не постои. Благодарам за учеството во Црвена линија. Останете и продолжете понатаму да не следите. Ве прифрлам на Facebook и продолжуваме со она што го напиша Горан Чоков. Од верски аспект, доколку не проштеваме, во нас зачнува немирот кој е отров за душата, се додека не го сториме спротивното. Оној кој не проштева и кој не бара прошка, личи на жив мртовец. И бадијала живее. Во врска со прашањето, поздрав Црвена линија, поздрав и до вас и благодарност, Горан Чоков, ако не следите во овој момент, останатите, најдете го својот простор на изразување. Дали тоа ќе биде со вклучување во живо во Црвена линија или ќе споделувате ставови, одговори со пишување коментари. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Ја на вие наши политици. Ало? Ве слушаме, продолжете си. На нашите политичари, вие 30 година, ниједен нема да опростувам, затоа што направија многу штета на народот со приватизација на фирмите и сврлијане ко кучиње. Јас сам од тие, ни стаж имам, ни пари не остана, никој не презема ништо. И затоа не има, зашто ги опростам, ВМРО, мојата фирма е затвори, дојде во ВМРО е затвори, оплачка и готово. И на кого да му простиме? Ја ви кажал таа гледачка да што се иво крово што ги паѓа. И у иста фирма сте. И на неја остана личен доход и стаж. Една гледачка што ви крово и паѓа во оно. Нема пари, колко ќе има пари, а пензија мала. Јас имам 32 години стаж, имам 20.000 динара. Ви се чинили дека можат политичарите да постат од функции, тендери, политички препукувања? Не. Они нема никој пат да се откажат. Од провизија што взимат, никој пат нема да прекинат. Не зависи кој ќе дое, или ЕЗС, ВМРО, или никој нема. Благодарам многу за одговорите. Секој добро и продолжете да ја гледате Црвена линија. А ние продолжуваме понатаму со вас, па и ви се чинили дека народот на Македонија може да изнајде начини и да им прости на политичарите. И секако на кој политичар никогаш не би му простиле, па дури ниту на прочка. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија. Не треба никому да се простева. Кој направил злодебала, да се затвори све, да му се конфискуваат имотот све и да се истерат од Македонија. Не може никој да ја продава државава. Македонија не е на распродавање.
Никој немој да ја продава. Ме разбрате? Ве слушаме. Татко ми бил борец, се борел, прва македонска косовска бригада, Тихомир Каревски, Михајло Апостолски, му биле команданти, Чиро Григоров, и сега дошол некој да ја прода државава. Не е ничија Сермија, Македонија да ја продават. Кому не му се свиѓа, нека си заминет од државава. Не да ја продават. Оде да живеат поколенија луѓе. За тоа се бореле тие. Не се бореле да ја си играат со државава. Имиња да сменјаваат бугари и грци. Ние сме македонци, не сме ни бугари ни грци, ни северњаци. Така не е сега? Како може да биде северњач, како сум родена во Република Македонија? Во право су сумела? Еве уште едно прашање до вас. Дали ќе доживее народот чудо политичарите да постат од функции, тендери и политички препукувања? Не требит, да се простите. Политичарите може ли да постат од функција и тендер? Да се тргнат. Кој украл секој да се тргнат? Благодарам за учеството и споделеното со гледачите на Црвена линија. Одеме полека повторно на Facebook. Маријан Ангелески на прашањето на кој политичар во Македонија не би му простиле никогаш, дури ни на прочка, го напиша следното. Прво на Бучко, заради територијалната поделба. Оте со тој потек настана тектонско пореметување на земјава. Како второ, цела олигархија, 20-30 фамилии, што некогаш во Европската Унија заради задржување на нивното богатство. Ама карма е животот. Благодарам, господине Маријан, ако не следите. Ајде да ве слушнеме во живо. Добар ден. Добар ден, убавен, ако сум на линија. На линија сте, повелете. Благодарам. Прво ја лично ќе го кажам своето размислување, дека ниеден политичар не заслужил да му го простиме за нивните грешки. Затоа што нивните грешки се толку големи, што имаат преко 30 милијарди евра украдено од државните пари да си ставени во приватни джебови. Значи, фактички сега, ако сакат да им простиме, тие треба да постат, значи, не 7 недели, треба 7 години, значи, воопшто, значи, да не пробаат ништо мрсно, и да ги вратат парите. Ако ги вратат парите што ги украле, тоа ќе се потрудиме и да им простиме. А лично не можам да одвојам ниеден дека може да му се прости. Сите се огрешиле и према народот, и према државата, и го упропастиле што вика стопанството, индустријата, школство, здравство, ама све е поради нивна вина, значи доведено до овој степен. Ја лично ќе кажам за себе, не постам, затоа што сум оперисан срце, мозочен удар, шеќер и што ти не, значи диетата не ми е таква да можам да постам, нека ме прости Бог, али да што се вели со еден збор, треба да се пости, постењето е убаво, со тоа што фактички се внесува помалку калорична храна и со тоа на некој начин го регулираме малце од малце, што се вика габаритот на собственото тело. А сепак го Благодарам и вам. И пред да преминеме на реклами, Джими Девид Волтер напишал: за политичари прочка нема ни Господ да им прости, зашто ја упропастија мајка Македонија. Тони Крстевски напишал: ке им простиме од кога ќе одлежат 30 години. Време е за реклами. Да ги ви погледнеме и резултатите од Инстаграм анкетата на Црвена линија. На прашањето дали ќе постите за Великден и дали ќе простите за прочка, со да одговорија 38%, со не 62%. Почитувани, благодарам за ова издание на Црвена линија. Во понеделник нова тема, нов предизвик. Имајте убаво попладне и секако убав викенд. Довидување од мене.